дефинитивно Макфест го врати сјајот за кој сите зборуваа изминативе години. За ова 33-то издание ќе кажеме дека го одбележаа квалитетни песни, прекрасни интерпретации и звуци кои ќе се слушаат и по многу години. Победата ја однесе Антонија Гиговска, девојчето пред која блеска можеби и светска кариера. Затоа што сите се прекрасни и сите песни ми се допаднаа на овој фестивал. На кого ќе ме посветиш наградата? Наградата морам да признам дека на мајка ми, затоа што денес е роден ден, така што мама, ова е за тебе. Второто место замина во рацете на ветеранот Роберт Бебилов, кога на Макфест го видовме по 8 години абстиненција. Што ќе ги потушиш парите? Ќе идам у казино, ќе идам у Лас Вегас. Многу пари се брат, многу. Па види, значи ќе ме части мене. Една кисела вода со лимонче. Значи оваа награда поред стота. Па ја не се сеќам на наградите, али сигурно се доста. А третата награда ја однесе разубавената Дани Димитровска, која исто така по долго време ја видовме на сцената во Штип. Не знам, не ги бројам, баш се доста. На што ќе ги потушиш парите? Парите. Мислам дека тоа не се мои пари, припаѓаат на Висна Малинова и Киро Бабамов. Што ги делите? Па сигурно се и повеќе од заслужни, затоа што работиме баш 20 години и заслужуваат многу повеќе од тоа што јас можам да овозможам. Покрај првите 3 награди беа доделени и повеќе награди од 500 евра во разни категории за сценски настап, за дебитант, за најдобар аранжман и најдобра вокална изведба. И како што е редот, по прогласувањето на победниците следуваше коктелот и традиционалното сечење на макфестовската торта. Можеби за прв пат оваа година на Макфест не се зборуваше за местенки, за фаворизирање на одредени пејачи и композитори, а исто така можеше да се забележи дружбата на изведувачите помеѓу себе, односно она по кој беше познат овој фестивал изминатите години. Но покрај победниците, свој печат оваа година оставија уште неколкумина други со своите изведби. Димитар и Тајфат имаат песна која ќе слушате повеќе пати во денот. Исто така и малечката Мина Блажев, Александар Тарабунов, Лина Пеовска, Наташа Малинкова, Ѓоко Таневски и уште неколку други имаат песни кои ќе бидат на вашата плейлиста. Суза за крај, вериш овај крај, верувам. Сума сумарум, аплаузите за овогодинешното издание идат во рацете на сите изведувачи кои настапија, а не сме да се заборави уметничкиот директор Владимир Дочиновски Дојчин, во чии раце беше кормилото. Дали мислите дека наградите дојдоа во прави раце? Мислам дека наградите дојдоа во прави раце. По мене имаше многу композиции кај кои што исто може да дадат наградите. По YouTube. Кој беше вашиот фаворит? Не знам. Амбијат искрен. Не, сериозно, кој имаш повеќе, знаеш како? Како ќе отпее на крај, како ќе се вакво? Се треба еден од вас. Молам? Еден не треба. Кој ви беше фаворит? Не знам. Стварно, мене многу ми свиеше Дани. А се разбира и помошот од општината, односно градоначалникот Благој Бочварски, кој несебично се вклучи оваа година Макфест да изгледа неколку скалила повисоко.